Денешниот настан, кој што го организира Домот за деца и млади Благој Мучето, општинска установа од Струмица, е всушност еден вид на ретроспективна изложба на ликовни творби кои што се работени на отворено. Меѓутоа, овој настан, за разлика од останатите изложби кои што ние како општинска установа ги организираме, се разликува од другите последното. Секогаш имаме, публика, обично ние работиме од децата за децата, за да може да се развива нивната креативност, да се дружат и да се презентира училиштето, општината, институцијата. Меѓутоа, овој пат нашата идеја беше малку поинаква. Зошто? Затоа што во склопот на општинската установа работат неколку сектори: сценско-музичката дејност, литературната, драмската и ликовната дејност. Во склоп на нашата институција, во литературната, каде спаѓа и рецитаторската секција, имаме учесници, би рекла наши млади соработници, кои што редовно учествуваат во одбележувањето на настани од нашето поблиску и подалечно минато, се дел од проектот Есенска школа за млади афористичари, исто така учествуваат и на литературни конкурси, па сакавме токму тие учесници, тие наши млади соработници, денес на отворањето на оваа ретроспективна изложба бидат наша публика. А денес имаме изложено некаде околу 20 дела, кои што се од цртање на отворено, од 2018 цртање на Колешинскиот водопад, од страна на учениците на основното училиште Видое Подгорец од Колешино. Потоа имаме цртежи од цртање на отворено на Габровски водопад, каде што соработувавме со учениците од Свети Кирил и Методи, мислам беше од Муртино, и имавме една година пауза ради пандемијата. Се извинувам, Маршал Тито од Муртино, и оваа година имавме цртање на отворено со учениците од училиштето за цртање од Домот за култура Јане Сандански од Ново село, потоа со учениците од Иловица на манастирот Велјуса, и имаме неколку цртежи кои што ги вклопивме во ова со учениците од Сандо Масев, меѓутоа од трето одделение. Сакавме да дадеме можност не само децата од 6 до 9 одделение да цртаат со сув пастел на хамер, нешто што е малку попрофесионално, туку да работиме и со помалите деца, да постепено се запознаваат и навлегуваат во таа техника.